Ловниот резерват Пашаджиково на Осоговските планини зад себе имаше тешка зима за да го прехрани и зачува високотрофејниот дивеч, особено од глутниците волци. Снегот и екстремно ниските температури кои ги блокираа планинските патишта во оградениот простор, бараа зголемена ангажираност на вработените кои се помошна механизација успеа да извршат дотурна зрнеста храна, сено и сол. За разлика од пред неколку години, во последните 2 години храна имаме доволно и тоа повеќе од сопствени извори, значи од Штип, Свети Николе, Радовиш, од производство на македонски шуми, јачмен, пченка, луцарка. Немаме приметено некакви болести или смртност поради ниски температури, мислам дека не им пречи ниска температура. Во текот на сезоната беше организиран лов на трофејни примероци, а во отсуство на поголем број странски ловци интерес пројавуваат и домашните. Ловиштето, зборам за оградениот дел на ловиште Полаки, бидејќи знаете дека има и отворен дел кој што е за локалните ловци. Значи ограденото ловиште е наменето пред се за комерцијален лов. Немавме многу голем одзив. Има еден горски елен отстрелан и тоа од домашен гост, значи од Македонија, од Скопје, кој што ето, мене ме радува што има и во Македонија има луѓе кои што доваѓа да ловат за комерцијален лов. Најголем проблем за резерватот се глутниците волци кои влегуваат во оградениот простор и ги напаѓаат животните. Поради тоа, одговорните во резерватот организираат хајки за отстрел на крволочните предатори, при што одреден број се отстрелани, а другите се истерани. Бројноста на дивечот е оптимална, со штетници секогаш има проблеми. Имаме организирано хајки во неколку наврати. Знаете дека временските услови не дозволуваат секогаш да се организира хајка. Некогаш од ниски температури, снег, дожд и меѓутоа успеавме да отстреламе неколку волци и лисици. Во услови кога на Балканот има се поголем број ловни резервати, конкуренцијата е мощна и изострена, па станува се потешко да се донесат ловци од развиените земји кои се подготвени да ги платат цените за отстрел на високотрофеен дивеч. Меѓутоа и во иднина ќе се работи на промоција на ловиштето за да се обезбеди негово успешно функционирање.